Добро ви утро, ранобудни наши, и добро ни дојдовте во најновото издание на утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро секое утро. 6 часот и 25 минути, редовен термин кога секое утро токму од ова студио ви посакуваме топло добро утро и добро ни дојдовте во најновите содржини кои што ги подготвивме и ова утро само за вас. Денеска е 1 септември. Мене ми е особена чест и задоволство тоа што уште еден месец започнуваме заедно. Започнувам во ваше друштво, а се разбира и вие во наше друштво. Инаку денес велиме збогом август и добре дојде септември. 1 септември означува почеток на учебната година и ја користам оваа прилика од наше име да им честитаме и да им посакаме многу успех на сите основци и на средношколци, а посебно да им посакаме добре дојде во училиштата на првачињата кои што денеска за прв пат ќе го слушнат училишното звоно, денеска за прв пат ќе седнат во училишните клупи. Јас ви посакувам на сите вас ученици многу знаење и многу успех, а оценките ќе си дојдат сами по себе. Еден човек некогаш многу помудар од мене кажал: знаењето е сила, знаењето е моќ. И верувате, тоа е така. Може да ви одземат се, ама знаењето не може да ви го одземат никогаш. Ајде да си одиме сега на денешните содржини за ова утро. Она што е секогаш редовно што ви кажуваме на почеток, а тоа е временската прогноза. Верувам дека ве интересира сите вас. Какво време ќе не очекува денес до крајот на денот? Во Скопје во моментов е 14 степени, малку ладничко. Ова утро е сега сончево со мала до умерена облачност во северозападните делови со услови за појава на краткотраен дожд. Долж по Вардарието ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец, а УВ индексот ќе изнесува седмица. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Најниската температура денеска била измерена 11 степени, а највисоката температура се очекува да достигне до 34 степен. Како што ви кажав, во Скопје 15 степени најниска температура утринска, а максималната до 30 степени Целзиусови, меѓутоа кај мене на телефонот покажа моментална температура во Скопје 14 степени. Сега имам уште некои 2 минутки до вестите во 6:30. Ке сакам да ви кажам што е она што ќе имате можност да следите ова утро во утринската програма на Алфа телевизија по вестите во 6:30 и по вкусот на традицијата. Ги отвораме телефоните за нашата прва тема ова утро, а темата ќе биде дали владата правилно ги троши парите на граѓаните. Овде го очекуваме вашето размислување. Потоа во 8 часот ќе се вклучиме во општина Кисела Вода, каде што нашата Бела ќе разговара со градоначалникот на Кисела Вода, господинот Орце Ѓоргиевски, а секако темата ќе биде стартот на новата учебна година. Во 8:10 ја очекуваме нашата прва гостинка ова утро, која што ни доаѓа од клиничката болница Аџи Бадем Систина. Тоа е доктор Маја Каличанин Марковска, специјалист по ортопедска хирургија, а со која што ќе зборуваме за почетокот на учебната година и за тоа како децата правилно да седат, кои обувки се најкорисни за децата во овој период од годината, значи за школските деца. Ќе зборуваме за корисноста на витаминот D3 и за тешките ранци кои што се по повеќе килограми, а дечињата ги носат на својот грб. Сето ова корисни совети од докторката која што ја очекуваме да ни пристигне ова утро во студиото. И последната тема е некаде од 9 часот до 9:25 минути, а тоа е слободна тема. Знаете, секој петок ќе имате можност да зборувате за сето она што вам ви лежи на срце и на душа. Може да ни кажете се во тие 30 минути. Рубриката на денешен ден ќе ја прескокнам, бидејќи времето ни е веќе 6:30. 6:30 е време за првите вести на Алфа телевизија. Останете со нас. 7 часот и 2 минути и се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија и еве една убава вест за сите вас пензионери. Денеска започнува исплатата на пензиите за месец август и тоа сите вие кои што имате картички од банкоматите можете денеска да си ги подигнете или да си ги користите средствата, а исплатата во банките, онаа пензија што е до 14.000 денари,
сите оние корисници на пензии до 14.000 денари ќе може да ги подигнат своите пензии на шалтерите во банките, а во понеделник сите пензионери кои што имаат пензија над 14.000 денари ќе можат своите пензии да ги подигнат од шалтерите на банките. Меѓутоа сите вие кои што имате кои што имате картички, дебитни картички, можете својата пензија да си ја користите веќе од денеска. Инаку уште една информација за пензионерите, а тоа е дека исплатата на пензиите се враќа како пред пандемијата. Министерството за труд и социјална политика ги информираше пензионерите дека пензиите ќе продолжат редовно да се исплаќаат. Според оваа институција, со исплатата на пензиите за месец август се враќа редовниот начин на пуштање средства, наместо предвремена исплата, како што беше случај во последните години поради мерките против коронавирусот. За време на пандемијата, во соработка со банките во земјава, исплатата на пензиите се вршеше етапно, поточно во 4 групи како мерка за спречување на ширење на вирусот. Меѓутоа, ова веќе се укинува и од денеска па секој месец натаму пензионерите својата пензија ќе си ја добијат секој први во месецот. Ете, тоа е една убава вест за сите вас пензионери кои што ова утро сте заедно со нас и кои што не следите. Значи, од денеска веќе пензиите за месец август се исплаќаат, значи може да си ги користите. А ние одиме сега со вашите телефонски јавувања и отвораме првата тема за ова утро. Нашата тема ќе гласи дали владата правилно ги троши парите на граѓаните. Сега пред да ги вклучиме телефонските линии и пред вас да ве слушнам околу ова размислување, ќе го замолам режијата да го пушти прилогот на колегата Матеја Петровски, кој што носи пак наслов "Ние сме Европа", СДСМ со државни пари си почна партиска кампања, за Ковачевски немало во тоа ништо спорно. Ајде да го проследиме сите заедно го прилогот на колегата Матеја, а веднаш потоа ве очекувам вас да си дебатираме на оваа наша прва утринска тема. Ние сме Европа наместо да биде трибина каде ќе се промовираат придобивките од членството во Европската Унија, стана влез во предизборната кампања на СДСМ и според премиерот Димитар Ковачевски тука немало ништо чудно. Нормално било државните ресурси да се користат за тој неговата партија да се фалат, со како што самите ги нарекуваат успесите, во моменти дека рейтингот им е во слободен пат. Според него не било ништо чудно што првите минути од говорот речиси воопшто и да не ја спомена Европската Унија, туку говореше како растеле платите во период кога професорите се закануваат со штрајк, а растеле и пензиите во моменти кога пензионерите секој ден се на улица, барајки подобар живот. Се работи токму за тоа како што е насловот, значи да се приближи и да се има директен контакт со граѓаните, меѓутоа и со стопанството. Вчера гледате дека имаше и представник на компанија од стопанските комори, кои што исто така говореа, така да ова е дел од тоа што е, значи приближување на европските вредности, на европските интеграции до граѓаните, а изборната кампања ќе биде идната година, на која што, како кажа вчера, на изборите повторно ќе победи Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и претседателскиот кандидат на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата. Ковачевски ги пофали организаторите на трибината, велејќи дека била организирана на високо ниво, бидејќи тој како премиер бил присутен таму. Останува да видиме како ќе биде организирана следната во Струмица, каде што нема да го гледаме Ковачевски. Трибината беше навистина организирана на високо ниво, со оглед на тоа дека јас говорев, меѓутоа на следната трибина ќе говори некој друг, која што ќе биде во Струмица. Вчера беше тема економија, на која што требаше да се покажат и јас ги кажав разликите од една држава која што беше според сите стандарди изолирана, заробена држава во однос на она што го имаме денес. И разликите се очигледни. Инаку за кампањата Ние сме Европа во организација на Секретаријатот за европски прашања издвоени со 80.000 евра пари на граѓаните, а целта е на луѓето да им се представат придобивките од евентуално членство во Европската Унија. Сепак според она што можевме да го видиме на првата трибина, очигледно дека таа ќе биде влез во предизборната кампања каде власта своите партиски трибини почна да ги финансира со државни пари. Првата утринска тема ова утро, дали владата правилно ги троши нашите пари. Од режија ми јавија дека веќе имаме гледач на линија, нема да оставам да не чекате. Добро утро, велам веднаш за првиот гледач. Добро утро. Добро утро. Повелете, во програма сте.
Па не знам вие премиерот Ковачевски откача даje некоја изјава, дали после ја слуша неговата изјава, дали се слуша што зборува. Па не дај Боже пак да бидат они на власт. Тука че нема во Македонија ни стари луѓе че избегат сите од тоа режим, од диктатурата, немаштијата што ја прават во Македонија, каква криза донесија, сега била слободна државата. Каква слободна бе, сега е воја режим, диктатура, немаштија, до немај каде. Чотку се фале дека многу убаво било и дека пак они ќе победеле. Абе, ја пак ќе речам, не дај Боже пак да дојде СДС на власт. СДС стално кога е народот писка, лелече, овка, бега од Македонија, исчезнуе, го нема, не се раѓат деца, бракови не се врзуваат. Значи, толку е голема немаштијата кога се они туа се уништија, се опропастија. Абе, такви луѓе подобро и да не се родиле, бе. Таа партија не треба воопшто ни да постоја, не да оде виќе на избори. Тоа, ако добие некоја друга партија, таа партија фашистичка, сатанска, треба да уништат виќе, да не и дадат да оде на избори, треба да се униште виќе. Исто како некои други партии што се во друг свет, мислам во други држави што ги укинуваат, што не им дават да одат на избори, така и СДС треба тука да се укине виќе таа партија да нема. И тие челниците на СДС што направија пустош во државата, фирмите што ги уништија, народот што го препадија од тука, што му обеќаа дека ќе имат убав живот, а ги препадија од тука без работа, ги оставија луѓето немаат што да работат, да живеат и затоа почнаа да бегат. Земјоделие уништија, се уништија, треба да одговарат и да одат у затвор како они сега што затварат, други од ВМРО, други што затварат, така и нив треба да ги затварат тие челниците. Тоа се треба да се затворе, да нема ни еден од СДС на слобода. И тоги може че има мир во државата и ред во државата. Иначе ако има еден пат се прави гужби во Македонија, пат што потпуцува народот, па гледа сега вие што прават тука, како пред да дојдат на власт. Па види сега земјоделието еве не оде престиквеш наму, имаше кој што сега се во СДСМ, има човек што е председател на пензионерите, го имам гледано на снимки пред тиквеш на портите таму, протестира, грозјето него откупуеле, цена немало, ајде сега да го видам таму нека протестира. Току отиде у председател на Сдруженијето на пензионери таму, си лапа мрсно, си јаде, пари си зима секој ден таму од состаноци што си има, оти не оде сега да протестира пред тиквеш. Оти цена нема грозјето. Години нема цена. Па и не го откупуваат сето грозје. На некој час пат така ќе му го земат гроз. Добро, господине, ви благодарам за вашето јавување. Добро утро, велам веднаш до следниот гледач. Добро утро. Добро утро, повелете во програма сте. Доста реално кажа човекот, мислам, се точно и се согласувам. Но зашто не викате и вие некои од, да речеме, од владата кога веќе давате тема? Дај да видиме какво мнение има, некој потпрл, па ако одбие, тогаш кажете беше покане тоа и беше покане тоа, и не прифати. Да знае народот кој што е. Ако веќе вие сте така малку по-реална телевизија, човекот да некаде поканете да знаеме што е, да бараме решение, не бива вака. Значи, за нас македонците одлучуваат други народи, албанците одлучуваат, за наши лични, онако статутарни, за етносот, за историјата одлучуваат албанци, па ние сме поробени тука македонци. Де факто е тоа. И од друга страна, на телевизиите ностоп се дава за насилство, убийства. Тоа еднаш треба да прекине и што ме интересира што се случило некоја далечна држава, какво убийство, какво силоње. Крај тоа го гледат и деца мали, тоа нели значи дека и ностоп турски серии без никакви поучни работи. Едно време турските филми беа добри, а сега ова шо е катастрофа, само на блуд, само на насилство, на убийства, само телевизии ја презете сатаната, нема ништо користно. Разврат нешто, невеста, што ти да од друга страна викате дали владата ги троши парите на граѓани. Па поднесете пријава до УНКР, до УНИЦЕФ, до сите тие што се до Сорос, да видиме дали е тој за правата, нели? Викаме тие невладините, поднесете да видиме да им се покаже правото лице.
Себе насилство, развод, некоја жена, да речеме, што воопшто не води рачун со децата или блудна жена, да видиме после децата што станува со децата, се развела таа, значи се штити блудот, тоа не насилство, да видиме кого се штити. Кој кого штити тука, дали се штити нападнат е бракот и децата, или наводно некакви си права на жената, или на мажот во некои случаи, не е битно. Значи, двојни аршини. Гледам на телевизија антихистеричен, шизофреничен антисловенизам. Мислам, секи гледа дека се оди на геноцид, но виштува и на христијаните. Шират лаги, болни, заразни, незнако, неморални, ги изолираат, ги онадат, а Божјен права некакви водат. Се се води тоа преку МВР, преку Сорос, кој го окупира МВР, институтот отворено, што знаеме дека ги батириле со дрога таму меѓу Црна Гора и Албанија таму. Знаеме дека се фатини со акцизна роба во Франција. Високи функционери, чекате бе, што стана со овие сликите што ги најдоа во депото на акцизна телевизија? Кој ги грабна тие милиони евра? Ништо не се кажува, ниједна сторија од телевизијата не сте ја довршиле. На тата убил тој, утебол тој без иницијале, име и презиме ги. Добро, господине, ви благодарам и вас за вашето јавување. Истекоа вашите 3 минути. Нашата тема е дали владата правилно ги троши парите на граѓаните. Малку за друго зборевте, ама добро, сепак ве оставивме да си го кажете вашето размислување. Ви благодарам сепак за тоа што ни се јавивте и за тоа што не следите секој утро. Добро утро! Добро утро. Повелете, во програма сте. Алфа. Така е, Алфа телевизија, повелете. И поздрав сите гледачи за мојата најомилена телевизија. Сега за владата, па владата правилно ги троши парите. Еве сега си за нивна пропаганда, за избори, тие си говорат. Какво ево? Што има тука ево со пензиите ги покачиле, платите ги покачиле, а бре сега сите станавме екови сведоци, сега живееме во рајот. Значи сите воскреснеме кога дојде оваа влада. Но зашто не каза Ковачевски, кога тие добиле избори? Вика, еве, ние победихме. Тие не победија. ВМРО победи, дуи е на власт со СДСМ. Значи, Ковачев сега да не прави сите како да сме како него. Значи, ние сме различни од него. Значи, тој ако се извинил, тој ако е забеган, ние не сме забегани. Значи, ние знаеме кој победи, ама тој не знае, затоа што тој не беше премиер. На него му наместија таму еден столче, му кажа, седи овде, Ахмети Изаев, му дадоа список што да работи. Тие му пишуваат, тој само ако знае да чита, Бог знае. И сега да не ми кажува тој дека разговарале со народот. Со кој граѓани разговарале? Ајде нека ми каже со кој граѓани разговарале. Нека каже да гледач дали видел Ковачев со некој да разговарал. Па ти името обезбедување кај ни знаеш како бе. Ова се како кучино околу касапница, значи не можеш да идеш до него, не па да разговараш. Еве нека застане на улица, нека разговара со народ, нека собра народ да видиме со кој разговара. Па не разговара со просветари, не разговара со овие како да кажам со пензионери, значи со никој не разговара. Значи кој го слушал дека разговара? Значи тој самиот се разговара, самиот се пали. Значи, сам газда, сам паша. Кој што ќе му каже? И сега дали трошат това држава или това народните пари? Наши пари, да. Да, парите од народ се знае. Тие си ги делат на тендери. Еве, видовме со Оварија, како се викаше, видовме сега со овој, што ја прави спортската сала Борис Трајковски. Овие пари, како правилно ги трошат, па правилно се ги поделуваат, бе. Значи, тоа е се бизнис. Значи сега реклами е тоа за избори. Никој они да не лажат. Овие 80.000 евра, зошто не ги поделја на сиромашите? Еве, не мора да пензионери. Има социјални случаи, еве. Абе што немат леп да јадат, абе има сега што ќе пуштат дечења прво деление. Значи немат луѓето да му купат книга, немат пари да му купат една ташна за на школа, една чанта за училиште. А тие пари делат и сега ќе на сила ќе не влегува во Европа, абе нема да влезе во Европа, треба тие да разберат дека ние не сме за Европа, со оваа влада. А во оваа влада нас не уништи, со 12.000 пензија во Европа. И сега тие не знам како да кажам, значи, знаеш, се извинувам така, но ми се гади од оваа влада. Значи нема што да правиме веќе. Уште еднаш ако дојдат на власт,
Ви благодарам, господине, за вашето јавување. Сепак да го почитуваме времето. Имате време од 3 минути. Добро утро. Добро утро, Ирена. Добро утро, Виолета. Како сте ни? Одлично, благодарам. Повелете. Денеска сакав друго нешто да зборувам. Меѓутоа ќе кажам, овие денови се јавив неколку пати и кажував дека сум незадоволна од постапките на владата. Имаме И слободна со сите- тема во вториот дел, ама затоа може да си искористите сега. Повелете. Дефинитивно ја го злоупотребија положајот и брскаат во медот, ама некако дојде ни се до горчливото, не знам како ќе испадне. Очекувам развртка и очекувам поголема храброст од институциите да почнат да постапуваат според нивните надлежности, дефинитивно. Денес ме воодушеви едно момче на друга телевизија го гледат. Истепал црнец со голи рат. Значи, постоел некој спорт, бокс со голи рат. Наше дете што станало шампионче на светот. Да, Гого не ми текнува презимето. Да. Стана светски шампион во борење со бокс со голи раце, чинам, така беше, да. Тоа денеска. Гого Исто- Славевски, мислам дека му е презимето. Горијан се вика, да. И друго момче што победило на Гранд на Звезди. Значи, покажа еден интелект, не само физички да се борбени, храбри. Мене ме воодушевува кај младите кога има потенцијал за нешто, но има и духовно. Младинава кај нас остана осиромашена духовно. И една девојка вчера ме прачува како ви на овие години. Ако си ја испуниш душата со задоволство, ако си окружен од добри луѓе, не може да бидеш несреќен. Ќе бидеш секогаш среќен. Се извинувам. Но сакам да речам дека имаме добри примери на дети. Добра младина, добри македонци и посакувам да се држим до квалитетот, до моралот, до етичноста и воспитанието наше македонско, кое што се деградира со последните години. Затоа и со нашите одбојкари кои што победија. Да. Дефинитивно ние го следиме главното мото на Гоце, културно, како беше? Поле за културен надпревар меѓу народите. Така. Благодарам зашто вака шлитава малку ме деранжира. Ништо, нема проблем, малце водичка напите се. Виолета, ако се исклучивте, ви благодарам за вашето утринско јавување, ви благодарам што не следите секое утро и убаво кажавте дека Македонија има младина, има надежни млади луѓе кои што си ја знаат работата, имаме младина со која што можеме да си се гордееме, само да ни останат овде во нашава преубава земја Македонија. Добро утро до следниот гледач. Хало, добро утро. Добро утро, повелете. Значи, како беше она, каде се трошат нашите пари, дали транспарентно се трошат. Така. Се под конец, се предвидено како да се трошат. Транспарентно, се како треба. И сега, чудо, овие предавници да ги нема, не се јавуваат, да ни кажат нешто, што треба, како треба да се оди. Не се опше виновни овие што си прав тендери, што ги трошат париве, виновен е народот им дозволува. Кога ќе му дозволиш на некој да граба, да краде, да ради, нормално тој више тоа си го легализира. Него народецов нека се радува пензии денеска ќе добијат транспарентно. Нека се пуштени, поделени и ќе нека се радуваат, дека се игра торо. Ова во никоја држава не се случува што се случува кај нас. Ова прво да ја ништиш државата, национално да ја ништиш. Не се заститие со тоа национално одат нон-стоп по светот, сега економски ја ништат. И сега сака да го кутнат народот скроз, уплав да му дадат и што ќе предложат, се да помини по овие предавнички
како да речам, закончиња што ги носат. Транспарентно за децата нема учебници. Не знаел министерот дека нема одштампани учебници, не знаел. Ја не знам зашто тој министер не изваде диплома, кај завршил, што завршил, каков студент бил, што работел. Не го стави го министер и чути, само ќе те спомнуваме како министер, а ние од позади ќе ровариме. Па тоа се случува. Тие школство сакат од тука корено да го фатат, да ја униште Македонија, оти се ништи државата преку науката. И од тука почна. Те вакви учебници, те онакви, те не знаила таа некоја, што се пишало внатре, па ќе го преправале. Тоа е се со умисла направено така. Да го замајат народот и учебниците да поминат. Па сега до ручек ќе учеле историја, после ручек ќе учеле како се сади зелка, и такви работи нешто ќе им предават, децата ќе ги матат, ќе ги ласат. А не знаат дека децата се по-писмени од тие наставници, од тие министри што ја пустат Македонија. И па зато јас народом го повикувам да стани се да блокира. Оти овие знаат дека крајот им е близко и зато вака грабат. Сите министерства пуздер прават со парите и то со одлука. То не е така, не се кради тајно, со одлука. На одлука, транспарентно. Народот да стани да ги спречи, иначе државава ни отиде. Овој председател. Благодарам и благодарам господине за вашето јавување. Додека да го вклучиме следниот гледач во програма, сакам само да споделам уште неколку сервисни, меѓутоа корисни информации за вас. Поради планирани технички интервенции во електродистрибутивната мрежа на Евана, денеска во период од 9 до 15 часот, корисниците на улица 1 од кружниот тек за Сончев град до црквата Света Мина нема да имаат електрична енергија. И во период од 9 до 13 часот, дел од корисниците на село Волково, Ѓорче Петров. Согласно добиените информации од Водовод и канализација, планирани прекини на водоснабдувањето за денешен, 1.9, ќе имаат следниве корисници. Поради уличен дефект F80 мм на улицата Тодор Александров безброј, во општина Центар, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од истата улица. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 9 часот се до завршување на дефектот. И уште една информација дека поради изведување на водоводен приклучок F80 мм на улица 8 март 7, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од булевар Илинден, потегот од Влада до Градски парк и објектите во склоп на градскиот стадион во општина Центар. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 9 часот и се до завршувањето на работните активности. Ете, тоа се некои информации овде во Скопје, кои делови ке немаат денеска електрична енергија и кои делови ке немаат вода. Претежно во општина Центар и во село Волково и Сопиште ке нема струја дел од некои улици. Добро утро до следниот гледач. Ајде, добро утро. Добро ви утро. Повелете. Дали ги троши владата? Правилно. Па правилно ги троши, как Фре ги троши, правилно. Правилно си ги троши, тендери си прават за нивна корист, снабдуват продукти што треба тамо во владата да јадат, да се гостат, да се шетат, да одат децата да си ги шетат на државни трошкови, кај што одат они, може за државата нешто ќе одат тамо да кажат нешто за профит за државата, него они си прават за нивните семејства секој ден да ги ишетат, да го радат, бидејќи дошле на власт и сега парите од граѓаните стварно си ги трошат за корист на граѓаните, а не за нив. Ја не знам ова тука е криво најмногу ВМРО. Кога беа СДС на власт, не седна во парламентот пратениците, не седна во парламентот од СДС, се контра му одеа. Овај Мицковски само оде, само зборе, дека неправилно се работи, ова неправилно се... Дај човек, ако си ти стварно некој водич на партијата, на ВМРО или на народот, изнеси го народот на улицата, изнеси го, доста е ова, страмота е ова више. Што? Све се поскапи се онак. За децата
учебници се скапи, немат родителите да му купат книги, чанти, немат ништо, моли ви. Ја не знам со што ќе одат тие деца. Патики нема да му купат, со што ќе одат тие деца во школове. Абе не знам кој донесува народот до питечки стапе. Ја не знам, треба нешто да се преземе. Иначе, СДС кога е на власт, секогаш и пензионерите странале, и другите народи. Бидејќи пензионерите кога беше СДС на власт, Црвенковски 8% го скина од пензиите, 8%. И што е тоа? Ја не знам докаде ќе одиме ние со овие више. Тендери му дават на кого? На УЧК. Овие од планините што се симна. Па тие пари они пак оружје ќе спремаме. Што мислиш? Ја не знам. Они не мислат ова држава, сака да пропаднат ова држава, да дојдеме на и ќе дојде ред дека ЕУ не можеме да влеземе во ЕУ. Што е? ВМРО е криво. Неќат да уставот да го сменат. Ќе речат сега ние во Европа нема да одиме со овие, него дај ќе делиме Македонија. И таа илирида они што замислиле се оде на тоа пропаст на ова држава и да се створе таа држава илирида. Тоа е од внуците на Джемој, Хасо, сега се овие Груби, Заев, тие сите се внуци на Джемој и Мефаил. Што порано работувале со германците, тамо Западна Македонија цела била тамо под робствове. Исто и сега е под робство Западна Македонија. Кај има утетовот да преговориш македонски или некој македонец да запостри? Секаде ги заземаат сите установи, здравство, полиција, што нема, колку нема ништо. Дај освеси се Македонче зем. Ви благодарам, господине, за вашето јавување и имаме уште некоја секунда до вестите во 7:30. Само да кажам дека денеска на 1.9 на плоштадот Автокоманда со почеток во 19 часот ќе има еден убав настан за сите ученици. Ќе настапуваат детскиот фестивал Поточење, Светот на Биби, пантомимичари и омилените ликови од детските цртани филмови. Ето, ова е убав настан за сите оние кои што денеска им започнува учебната година, тоа се нашите основци и средношколци и секако првачињата кои што се денеска, верувам, највозбудените. 7 часот и 30 минути, време за вестите на Алфа телевизија. Останете со нас. Како што слушнавме од утринските вести на Алфа телевизија, викендов не очекува на вистина убаво време, а тоа е и причина, предпоставувам, за сите вас можеби да отпатувате во некој од туристичките и излетничките места ширум нашава земја. Каква е состојбата на патиштата низ нашава држава ова утро? Ке дознаеме од господинот Владимир Печијарев од Автомотосојузот на Македонија. Господине Печијарев, добро утро. Добро утро. Повелете со вашиот утрински извештај. Благодарам уште еднаш. Според најновите утрински информации добиени во Автомотосојузот, во целата земја утринава полни временски услови за движење на сообраќајот, ведро време без врнежи секако возможува на сите патни правци коловозите да се суви чисти, воедно со самото тој нормално проводни, но и покрај поволните временски услови, секојдневно од Автомотосојузот за возачите се препорачува крајно внимателно управување на возилата, прилагодување на брзините спрема условите на патот, секако почитување на поставената патна сообраќајна сигнализација и нешто повнимателно возење на оние патни правци кои минуваат пред се низ планинските превои, осојниците за сечите клисурите каде е можна појава од посетни одрони. Инаку, интензитетот на сообраќај во ранните утрински часови е слаб до умерен во и вон градските средини, на граничните премини без некој позначени задржување од оние кои се потребни за извршување на потребните царински формалности, сепак се уште граничните премини Табановци и Богородица, задржувањата се околу 30 на минути, што е сепак незначително во споредба со изминатиот период кога чекањата беа многу подолготрени. Инаку,
Ке подсетиме секако и за нашите телефонски броеви 155 55 и 196, каде секојдневно сите ваши заинтересирани гледачи може да не побараат во текот на денот за вакви и слични информации. Господине Печијарев, ви благодарам за вашиот утрински извештај. Секако на сите гледачи кои што денеска планираат да заминат на пат или може би патуваат во моментов и им посакуваме среќен пат и сигурно и безбедно да си стасаат до својата посакувана дестинација. Она што следи во продолжение на утринската програма Добро утро секое утро е секако телефонските јавувања. Повторно ги отвораме линиите за вас, а нашата утринска тема, прва утринска тема е дали владата правилно ги троши парите на граѓаните. Она што проследивте на почетокот, кога ги вклучивме првиот пат телефонските линии, кога го проследивте прилогот на колегата Матеа, јас само ќе потсетам зашто говоревме таму, тоа бели ние сме Европа, наместо трибина, каде ќе се промовираат придобивките од членството во Европската Унија, стана влез во предизборна кампања на СДСМ и според премиерот Димитар Ковачевски тука немало ништо чудно и ништо спорно. Нормално било државните ресурси да се користат за тој и неговата партија да се фалат со тоа како што самите ги нарекуваат успеси, во моменти додека рейтингот им е во слободен пат. Според него, не било чудно што првите минути од говорот речиси воопшто и да не ја спомена Европската Унија, туку говореше како растеле платите во период кога професорите се закануваат со штрајк и растеле и пензиите во услови кога пензионерите секој ден се на улица барајќи подобар живот и по високи пензии. Ако веќе имаме гледач на линија на нашата прва утринска тема, дали владата правилно ги троши парите на граѓаните, велам добро утро. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Па, ако ги прашате граѓаните, сите ќе ви кажат дека ни една влада, не само оваа, него ни една влада не ги троши правилно парите. Меѓутоа, тоа е тоа, а владите се казнуваат на избори, на сите треба да ни биде јасно. Тоа што ќе кажеме сега во емисија држи воду док мајске воду. Јас секам за нешто друго да ви кажам. Ајде вчера да видиме што се изгласало во собрание, да ви кажам право, и да споредиме претходната недела што некој кажа. Лицемерие повторно. Пазете, Комисијата за финансирање и буџет вчера изгласала одлука за зголемување на буџетот на собранието за да се зголемат платите на пратениците за 78%. Немало пари веќе во буџетот на собранието за исплата на платите на зголемените плати на пратениците. Ако сакате за волја на вистината да бидете фер, треба да цитирате една изјава на еден лидер минатата недела дека они знаеле дека ќе падне законот за намалување на платите и од тие причини кога ќе дојде на власт ќе донесе закон. Да го прашам, зошто вчера неговата пратеничка група гласала да се зголеми буџетот на собранието за да се зголемат за да се исплатат платите на пратениците? Зошто гласале? Повторно лицемерие. Нели, ако сега имате пари, барате пари од финансии за да ви го зголемат буџетот за да поделите плати, тогаш зошто не го блокирате тоа, нели сакате да носите закон кој ќе дојдете? Ете, реалноста, вистината, што ја цело време ги повикувам граѓаните малце пошироко да гледаат. Ајде сега нека си го прашаат зошто господинот Бојан, зошто вчера гласал за одлуката, а минатиот пат гласал против одлуката на левица за намалување на платите на пратеници. И уште една работа да доплажам. Во текот на неделата, мисли че нека Искра беше у понеделник, јас кажав нешто за Тодор Чепреганов. И гледам некои луѓе како едва и чекаа да ме нападнат дека е чувар од предавникот и ова. Меѓутоа да им објаснам една проста работа. Зборот на чуварот од Радишани бугарите не го ставаат ни на опачката. Ама зборовите, кажани јавно, на академски граѓани од типот на Тодор Чепреганов, кој бил 3 пати директор на Националниот институт за историја, бугарите многу сериозно ги сваќаат и си прават после тоа нивна политика. А целта беше дека некои наши академски граѓани со неконтролирани изјави им даваат храна и ги потикнуваат другите страни да работат против нас. Па така и Тодор Чепреганов. Во спомнатата емисија, он нешто кажа за книгата на браќите Милодиновци, која ние сите дека знаеме како македонски народни песни, а тој призна дека има таа друг назив, за да после тоа бугарите направат емисија каде што викаат дека Тодор Чепреганов признал дека ние сме краделе нешто.
Или за Иван Хаджи Николов, кога изјавил дека ние сме немал потреба тој Ганчо или Генчо како што дошол тука да не побугачи. Добро, господине Љупчо, ви благодарам за вашето јавување. Само да појасниме, бидејќи втората тема ни е слободна, можете во вториот дел на емисијата да се јавувате и да зборувате за што сакате. Сега ќе ве замолам сепак да се држиме на првата тема, а тоа е дали владата правилно ги троши парите на граѓаните. Добро утро. Добро утро. Добро утро, се чуемо? Одлично ве слушам, повелете. Се јавувам од Тетово. Повелете. Сакам да кажем за ова влада. Ни ова, ни друга, ни СДС, ни ВМРО, ни била која влада и да се смени и предвремени избори да има, све џабе. Ова влада комплетно, СДС, све комплет, ВМРО и остали албански партии треба да се заминат сите. Нова гарнитура, млади. Само да не се изразимо ние преко некој друг. Тој добар, ова е добар. Тој лош, тој албанци, тој македонци. Честен македонец не збори така да се изрази у телевизија против албанците или обратно. Сакам да кажам, да не се израза многу луѓи, пензионери, што смо ние исто и јас сум пензионер, изборувам за што не знаеме, имамо остаи некој нека се јави млади што со факултети, тој знае што да збори. Ние критикуваме едно и тие си терат работа, ори сестро. Тоа све џабе. Ова све ниједан, ама ниједан. Остаje у младината. Беше ВМРО на власт? Исто. Беше СДС на власт? Исто. Беше тој другиот исто. Што направиле? Кажи една влада ВМРО или СДС што било на влада и правил нешто. Сите за себе. Ништо. Ја не видам добро, само на ние како пензионери, да не се изразимо албанци македонци, да ги мрзимо, да ставимо мрзња меѓу младината, иначе ние смо завршиле нашето. Ја би ги замолил омладина македонска да истера ова све, и СДС, и ВМРО, да дојде нова влада. Тие од нив да се надиме. Овие се научиле да крада, милиардери, купој тамо, за ова наша Македонија, ми била многу јака. Колку се крало за 2 милиона народ, па тоа било, како да ти кажем, камъска јака. И се краде, и не се задоволни. Се критикува, се спува, се вреđа меѓу себе, и тоа и тоа. Сестро, тие са пак са заедно. Заедно са. Не веруем дека толку да се... Не. Сакам да кажем, нека ми извини ако сум грешил нешто, бидите пријатно поздравам, нека збори некој друг како што треба. Ајде. Добро, ви благодарам за вашето утринско јавување. Убаво кажавте дека треба соживот, значи не само меѓу македонци и албанци, туку сите ние граѓани кои што живееме овде во нашава Македонија да си имаме соживот и да сме си сплотени сите заедно, бидејќи ова парче земја е на сите нас. Добро утро, велам веднаш до следниот гледач. Добро утро. Добро утро, повелете. Бидејќи почеток на школската година, да, веднаш ќе ги поздравам учениците и ќе им посакам успешна година како на основците, така и на студентите. На средношколците. Така. На средношколците и на студентите. Добро. Јас ќе се префрлам веднаш да кажам збор-два за школството, бидејќи школството веќе почна. Нашето школство почна да оди во надолна линија со доаѓањето на Заев на власт. А неговите идеи почна да ги спроведува Саровска, тогашната министерка. Зошто тој посегна по школството и го направи да дојдеме до ова дереже, не знам. Меѓутоа, желба ми е и ќе кажам, сега наредната влада која ќе дојде, да го врати школството што поскоро во нормала. Сите тие учебници што
се повлекоа старите учебници со старата историја, да си се вратат во нормала, без разлика дали нашиве душмани, бугарите, се бунат или не се бунат. Мораме ние, нашите наредни генерации, да ги запознаеме со историјата наша, со нашите јунаци кои ги дадоа животите, дали под турско, дали под фашистичко, за слобода на оваа држава. Не може тек така историјата да се руши. Ако историјата ја срушиме, ја срушиме државата. Многу пари се даде за тие учебници, а ништо не се постигна. Мене ми е многу криво што цело време, додека се руши историјата, никој почев од ману, они академци што седат во на зграда покрај Вардар, што зимаат толкави плати и што ништо не работат. Тие треба да се избркаат на коци. Не треба такви да седат во таа зграда. Тие, а и овие историчари, никој не посегна глас, а и самите професори кои предаваат во нашите училишта. Уште еднаш ќе кажам, мора историјата да ни се врати, а и ова распоредов, како што е направено, историја, географија, биологија, никако стариот начин на учење, ако сакаме да бидеме нормални луѓе. Ви благодарам, господине, за вашето јавување. Јас ке се надовршам, бидејќи говоревте за школството. Значи, денеска за над 200.000 основци и средношколци започнува учебната година и со одлука на владата за прв пат ке заврши на 17 наместо на 10 јуни. Покрај зимскиот распуст, учениците ке имаат и пролетен распуст, кој што ке трае од 29 април се до 5 мај 2024 година. Добро утро! Добро утро. Добро утро. Ќе ве замолам само тонот на телевизорот да го намалите, за да можеме убаво да си се слушнеме. Сега вака. Добро. Ало, добро утро. Добро утро, Македонија. Добро утро, Тале, повелете. Некој тука напати сака да не прави нас 99% јавувачи, не бале сме ние глупи, сме далеко од вистината, но јас сум со вистината. Че само за една работа тој во право во овие години. Кога кажа дека пред 3 години 4, кажа сам тој, јас не кажа. Тој прв кажа дека неговата партија СДС ја доведе Македонија во стечај, во банкрот. Само тогаш не лажел, само тогаш не манипулирал. Значи, никогаш не кажал и Македонија, додека беше со ВМРО на власт и Груевски, никогаш не била за во стечај. Оти се отворал фабрики по цела Македонија, се градеа индустријски зони. Во тие зони, подземна инсталација, канализација, струја, довод на вода, асфалтирани патишта, низ тие индустријски зони, фабрики. Тие фабрики сега работат овие години, а крепа Македонија. Нека ми кажи тој, или било кој од СДС, или овај Ковачевски, каде отворија фабрика тие 40 години наназад? Не 30, 40 години. 40 години само затвораат фабрики, ги ограбува и вработените ги бркаат на улица да живеат најмизерно, без 20, 30, 40 плати да ги земат, а оделе на работа. Стаж со години не му плаќавте, здравствено, пензијско, ништо не му плаќавте. Значи, и здравство уништувавте, и пензијски фонд уништувавте. А и цела економија се уништува. Ако имаш народ кој не зема плата, пензија, тогаш економијата пропаѓа. Нема промет по продавници, таксисти, мајстори, занечи, немаат промет и се е во банкрот. Точно, тоа СДС е во Македонија за во стечај. Сега тој кој Ковачевски со Заев ги уништуваат Македонија, со наши пари ќе убедувале дека ние сме биле во Европа. Кај си ти бе во Европа?
Ки изгореа 75 живи луѓе, убивте живи луѓе, во кои деца во автобус изгоревте 45 деца со нивни родители, пациенти гореа. Хвала Богу, некни се спаси пациентот во Комбел брза помош кој и тоа изгоре. Ова партија СДС, нека ми каже некој, дали купи едно комбе за брза помош 30 години наназад, а ВМРО купи 150 нови комбиња со најсовремена апаратура. Во овие 7 години тие комбина возат, спасуваат животи, а СДС едно комбе не купи. ВМРО даваше бенефиции, без пари учебници за деца, без пари превоз од било кое село, без пари превоз за ученици до предучилиште, за пензионери без пари. Благодарам, Тале, за вашето јавување. 3 минути измина. Велам веднаш добро утро до следниот гледач. Добро утро и поздрав до тебе. Голем поздрав и до вас. Повелете. Најмногу ми пречи кога ќе кажат сите влади се исти, а целта на оваа влада е да каже дека се исти за народот, да не прави разлика, за утре некој глас да добијат. Повеќето работи ги кажа Тале зашто не се исти. Со многу помал буџет ВМРО и автопатишта градеше, и згради се изградија, и булевари из Скопје, и катни гаражи. Значи има дела, на емисија ми треба да набројувам што све е изградено, а овие со 30 милиарди буџет една шајка немаат заковано. И не знам гледачите кај гледаат дека исто. И кога ќе каже гледачов од Радишани многу ми пречи дека зборот на Чепреганов бил многу по-тежок од нашиот збор. А зборот на Заев и на Пендаровски нели е по-тежок од зборот на Чепреганов? А ниеднаш не ги спомна нив дека Заев кажа крадеме историја, ние македонците, дека сме исти народ, Пендаровски дека Гоце Делчев е бугарин. Па тоа е тежина, тој збор има тежина. Ама никако тоа да го спомне. Тоа е тоа што ни пречи. Значи, браќата Миладиновци пишувале пази на бугарски. Ова татариве кои се доселиле на овие простори, све биле поети и писатели, ама немале азбука, кога ги описмените, тогаш почнале да пишуваат. Да ги видиш вака браќата Миладиновци, оригинал татари ако се загледаш подобро. За Кирил Методи да не зборам, не треба ни многу да гледаш. Само да ги погледнеш, ќе видиш дека татари е оригинал. Срамотила се, значи тоа е тоа што ни пречи кај некои гледачи. Ја тераат водата на воденица на бугарите. А врска нема, значи тие се вештачки држави околу нас кои што ја крадат македонската историја. Затоа сака да не постои македонецот, за да не постои траг дека е украдена историјата. Каде е нашата историја? Ние зема античката, средновековната, ние народ без историја ли сме, без корени? И тоа не им пречи, него наоѓаат една буква, кажам, што ќе докаже дека бугарите се тие староседелци, тоа дека им ја крадеме историјата. Тоа кај ни еден народ не се случува, затоа ние не ги мразиме луѓето. Се обидуваме да им докажеме дека треба да има патриотизам. Замислите, ако навиваш за еден фудбалски клуб и ако го сакаш тој да е најслаб, ти као навивачка си навиваш за тој клуб, нема да го браниш против ничкиот клуб. Како тоа не го разбираат. Македонија е под напад, значи напад од сите и од соседи, од све, сега е нападната. Не е војна со оружје, ама нападната. И ако не се обедини народот, ќе не снемат, зарем не го гледаат тоа што се случува. Цела Европа, цел свет се дигна овде, шетаат мешетари разни, остом нас многу не сакаат. Толку се заљубени во нас, толку не сакаат, што сакаат подобро да живееме, а ние не сакаме подобро да живееме. Они треба да ни кажат. Ево, тоа е проблемот што со некои гледачи не се согласуваме и имаме различни мислења. Благодарам и поздрав. Ви благодарам, господине, за вашето јавување. Убаво кажавте, сите сме различни, не сме исти и секој од нас има различно мислење, размислување, затоа сме ние тука отворени да ги слушнеме вашите размислувања на секојдневните теми кои што ги поставуваме, кои што ви ги даваме за вас. Одиме сега со еден, пред да се вклучиме линковски со нашата бела, одиме со еден апел за помош. Ова е апел од родителите на младиот Леонид. После цели 3 недели
поминати на интензивна нега во болница во Солун, младиот Леонид, кој доживеа несреќа во Грција, префрлен е на оделение, што значи дека состојбата полека му се подобрува, информира неговото семејство. Но за неговото лекување потребни се 200.000 евра, средства кои родителите не можат да си ги дозволат и ги замолуваат сите хумани граѓани кои се во можност да донираат и да помогнат за лекувањето на младиот Лео. Ајде, Македонија, сплотете се уште еднаш, еве ги телефонските линии, ги гледате на вашите екрани. Донирајте по 100 денара, на вистина за нас малку, меѓутоа за Лео и за неговото семејство ова е на вистина од големо значење. Се молиме сите ние за Лео повторно да ни се врати, еве вака, жив и здрав, како што го гледаме на фотографијата на вашите екрани. Ова е апелот од родителите и ние како телевизија се приклучуваме кон овој апел за да му помогнеме на младиот Лео. Сега она што следува во продолжение, а тоа е линковско вклучување. Треба на линк веќе да ја имаме нашата Бела. Бела се наоѓа, треба да разговара со градоначалникот на општина Кисела Вода, господинот Орце Ѓорѓиевски. Зашто ќе разговараат, ќе видиме еве во наредниве 10 минути. Бела, добро ти утро! Добро утро, Ирена. Само момент, сакам точно во 8 часот, идејата ми и замислата ми е да го означиме почетокот на учебната година токму со она кое што е символот за започнување, односно училишното звонче кое што го означува стартот на учебната година и крајот на летниот распуст за сите ученици. Го чекаме звончето и ги чекаме учениците да се соберат, како што можете да видите, прекрасна гледка, полн училишен двор. Се наоѓаме во основното училиште Круме Кепески во населба Кисела Вода и за сите подробности поврзани со образованието во продолжение зборувам со првиот човек на општината, Орце Ѓорѓиевски. Ви благодарам што ви имаме во Добро утро. Секој утро. Добро утро, поздрав до вашите гледачи, секако чест и задоволство да се видат гостите на вашите емисии. Градоначалник, да го посакам успешен старт на новата учебна година со многу питки и успешни генерации посакувам. Па исто јас сакам да искористам оваа прилика на сите 5460 ученици во деветолетката во Кисела Вода да им посакам успешен старт, многу здравје, среќа на нив и на нивните семејства и секако добро да се образуваат во ова учебна година. Тие се днината на нашата држава и днината на нашата општина. Ние инвестираме во сите нив, само до нив е да учат во наредниот период и особено да им честитам на 624 првачиња кои што за прв пат седнуваат во училишните клупи и ќе се запознаат со училиштата своите другари оваа година. Минатата година, токму за првачињата, започнавте еден многу симпатичен, убав проект, убав гест, кој што значи помош за семејствата, но и една голема радост за учениците. Првачињата добиваат ранчиња, секоја прваче. Еве го гледаме зад нас, не знам колку ќе можат од гледачите да го забележат компето. Ранчињата се подготвени да им ги поделите на првачињата. 625 првачиња. 624 првачиња и како што споменавте, мене ми е драго што многу други општини почнаа да го следат нашиот пример. Исклучително сум горд на тоа. Од минатата година започнавме со еден проект кој што патем беше ветен и во мојата програма. Од минатата година го реализираме, оваа година продолживме со истиот. Тоа е, како што споменавте, ранче за секој прваче. Обезбедивме и оваа година анатомски ранци со прибор училишен, се она што е најнеопходно за учениците да можат да стартуваат со школската година и секако делот кој што вие го споменавте, од една страна сакавме да помогнеме на семејствата, затоа што сите знаеме дека септември е еден од најтешките месеци во годината, во кој што сите практично се соочуваме со многу трошоци, особено со оние кои што дечињата ги испраќаме дали за прв пат, дали кои да се оделени во училишните клупи, а од друга страна сакав преку со тој момент, односно со тој проект да влијаеме и да нема социјални разлики внатре меѓу дечињата, сите да се чувствуваат пријатно и комфорно во зоната кога ќе влезат во училишниот двор, особено кога ќе влезат во своите училни,
Наше е да го обезбедиме сето тоа и го обезбедивме оваа година. Јас сакам исто така да напоменам и за еден многу сериозен и крупен проект кој што го започнуваме од оваа година, во тек е постапката, тоа е набавка за сите ученици во основните училишта, во сите 8 основни училишта во Кисела Вода на униформи, со што исто така сериозно ќе влијаеме во социјалните разлики, но и дополнително во семејните буџети на родителите, значи во тек е постапка за набавка на нови униформи за сите дечиња во Кисела Вода. Сметам дека успешно ќе се заврши целиот процес и за отприлика околу 30 на дена од денес сите ученици би имале и нови униформи во Кисела Вода. Во контекст би ве прашала и за социјално загрозените семејства кои што живеат на оваа општина, имаат ученици. Каков е третманот на општината кон овие семејства? Освен што на првачињата ние помагаме, секоја година традиционално, јас и години наназад, уште пред да бидам градоначалник, сум се трудел заедно со дел од тимот што ми се сега во минатото работеле заедно мои соработници, сме се труделе да помогнеме и од кога сум станал градоначалник, исто така водиме грижа за социјално ранливите групи. Знаете дека ние важиме за една од општините во Македонија која што може да се каже дека најсериозни пакети на мерки има за социјално ранливите семејства. Во тој контекст продолжуваме и годинава и оваа година, секако дека им помагаме и нивните семејства. Нема да оставиме ниту едно детенце да биде поразлично од останатите или пак да има некој недостаток, а ние можеме секако да го покриеме тоа како општина. Градоначалник, прекрасна гледка гледаме зад нас, полн училишен двор, како што треба да доликуваат училиштата. Кажете ми, имате ли некаков план за означување на учебната година, некаква прослава можеби вечерва? Вечерва во 19 часот, исто сакам приликава, добро што ме подсетивте да искористам за во населба Драчево да ги поканам сите родители и особено сите дечиња од сите 8 основни училишта на територија на општина Кисела Вода, но секако и сите останати се добре дојдени. Ќе има музички хепенинг во кој што дел ќе земат и учество група која што настапува, а останатиот дел ќе земат учество и наши ученици од основните училишта, така да ќе биде многу интересно. Да повторам, 19 часот парк Бранители Драчево, сите се добре дојдени. За самиот крај ќе искористам приликата да ви честитам. Вие сте родител на прваче. Дали Ведран утринава беше подготвен за да тргне на првиот училишен ден? Па, бидејќи од 9 часот почнуваме, се уште се спремаат со мајка му, па јас продолжувам во училиштето во Кирил Печиновиќ, каде што се запишам. Така да, спремни сме. Нема да ве задржувам повеќе, ќе ви се заблагодарам од срце што одвоивте време, што бевте заедно со нас во Добро утро секој утро на овој убав и значаен ден за нашето општество, за нашата Македонија. Ви благодарам. Ви благодарам, ево. Ирина, верувам дека пренесовме преубава слика ова утро, дека екраните блештат од среќа и од радост, ги видовме прекрасните насмевки на лицата и радоста на дечињата во ова училиште. Потсетувам се, вклучивме од основното училиште Круме Кепески во населба Кисела Вода, ја доловивме сликата и означивме прекрасен старт на новата учебна 2023-2024 година. За самиот крај ќе посакам голем успех за сите првачиња, дечињата кои што за прв пат седнуваат во училишните клупи и секако голем успех за сите ученици кои што се враќаат во училиштата. Навистина преубава атмосфера од училиштето од каде што ни се јави Линковски нашата Бела, заедно со градоначалникот на општина Кисела Вода. Овдека во студиото навистина убава атмосфера ни пренесе, а верувам дека и кај вас во вашите домови. Она што сега гледаме веќе значи е стартот, односно почната е учебната година, официјално во 8 часот, со првото училишно звоно. Говоревме и за ранчињата, за она што општината и го донира на учениците. Сега она што представува грижа пак за нас родителите е тоа е самата тежина на ранецот. Тие тежат и по неколку килограми, може да биде и 7 и 8 килограми, ако не и повеќе. И секогаш велиме внимателно со ранците, бидејќи вашите грбчињата на децата може да се искриваат. Токму ова утро ќе зборуваме за ортопедските проблеми кај децата во школска возраст, а наша и ваша гостинка ова утро е доктор Маја Каличанин-Марковска, специјалист по ортопедска хирургија од Клиничката болница Аџи Бадем Систина. Доктор Марковска, добро ви утро. Добро утро на сите, да им пожелиме успешен старт на учебната година на сите ученици и наставници.
да им оди се со лесно и со успеси. Убаво ни гостувате на убав датум, 1 септември, почеток на новата учебна година. И оно што сега ќе се надоврзам на прилогот од колешката Бела, ќе почнеме со тежината на ранците. Тие се навистина многу тешки, децата мора да ги носат книгите и тетратките. Дали постои опасност од искривување на грбот од самата тежина на ранците, поготово за оние помалечки дечиња кои што ни се првачиња, вторачиња, ранецот изгледа и поголем од самите нив. Така е, да, постои опасност, значи од неправилно држење, кога се носи неправилно ранецот, кога е многу тежок, така да ние имаме некои стандарди кои би требало да се испочитуваат. Например, дека ранецот не треба да биде потежок од 10 до 15% од тежината на детето. Па да кажеме, ако некое дете е 30 килограми, ранецот не би требало да биде потежок, да кажеме, од 3-3,5 килограми, а не да биде... Тоа не е тоа не е возможно. Но тоа во наши услови, да. Единствено, гледам дека, да кажеме, може би е поволна работа, што дечињата одат во целодневна настава, и ранецот не го носат секој ден од училиште до дома, туку останува на училиште, таму се пишува домашна, а го земаат, да кажеме, во петок и преку викендот ги работат домашните во домашни услови. Понатаму ранецот, значи, треба да биде исто така по некои стандарди. Значи, горниот дел од висината на ранецот не треба да биде повисок од раменцата. Долниот дел од ранецот не треба да биде понизок, да кажеме, многу низок од струкот кон седалната регија. Исто така, ранецот добро е, значи, задниот дел и дното да бидат појачани, за да дадат подобар комфор и подобра стабилност при носење на истиот. Да не зборувам дека треба секако да се носи на 2 раменца секогаш, да не биде не на едно. Тоа за поголемите оделенија може би на едно, меѓутоа да биде косо поставен, значи преко рамката, да има некој баланс во тежината, така, за да има некаков баланс во тежината. Преко рамчињата треба да бидат доволно широки, не да бидат премногу тесни, барем 7 сантими. И да бидат со сунгереста постава, да кажам, за да не ги засекуваат раменцата. Исто така, кога се местат книгите, добро е поголемите и потешките работи да бидат кон грбчето селектирани, а оној дел што е, да кажам, напред, тетратките полесните, да бидат во тој дел поставени. Така да, значи, има некои стандарди кои што е добро да се испочитуваат. Исто така, посебно за поголемите оделенија, бидејќи веќе сами одат во училиште и се враќаат, ранецот да има некаква флуоресцентна лента, заради собраќаот во попладнени часови, ноќе, значи да биде детето видливо, значи кога е учесник во собраќаот, поминува улица, нели, и тоа е битно. Така е. Какви деформитети може да се јават на ребетот, еве, од тежина, од поголема тежина носење? Најчесто неправилно, значи тие се најчестите деформитети, кифозата, неправилно скифлено држење кон напред, искривување. И искривување, сколиоза, значи кое што може да биде на едната или на другата страна. Тие некако границата се подолу и подолу се поместува, порано ги гледавме во пубертетска возраст или на сам влез во пубертет. Но сега веќе ги гледаме и кај дечиња кои што се помали. Да го спомнам периодот на короната, кога ни се појави еден бран на деца, кога имавме со често жалење на болки во рбетот, во вратчето, затоа што беа неактивни, беа повеќе дома, беа повеќе на компјутер, на телефон, значи тоа држење, да кажам, долго време во едната иста позиција, значи доведе до тоа да се јави, да има неправилно држење и да се јават тие болки. Сега ми се наметнува веднаш прашањето, и со стартот на учебната година, децата повеќе ќе седат и на училиште, ќе учат, мора да пишуваат домашни. Сега околу седењето. Така е, правилното седење, да, е многу битно. Значи, си има стандарди и во школството, која висина треба да имаме на клупата и на столчето. Значи, кога седиме во училишна клупа, па тоа се однесува дури и за луѓето кои што одат на работа. Значи, аголот треба да биде по 90 степени, телото во однос на надколеницата и во однос на подколеницата. Стапалцата не треба да биде премногу високо на прсти да допира детето или не треба да биде премногу ниско, затоа што тогаш детето со целото тело се прилагодува некако на таа позиција. Така да, значи, еве, во тој дел
Истото се однесува исправени, столчето добро е да има потпора во крсниот дел, значи кога пишуваме, и тие услови би требало и во домашни услови да се запазат, да не би да пишуваме домашна работа во кревет или искифлен или на некое мало столче или некаде, како да кажам, значи сепак да имаме едно правилно држење на телото. Ама тоа некако некако не е изводливо, тешко е изводливо. Често пати ние родителите им велиме на децата, ајде исправи се, не седи згрбавен или згрбавена, така? Ние знаеме и тие, тоа трае, да кажеме, минутка, 2, 3, 5 да, и потоа повторно во истата позиција. Заради тоа е потребно децата, значи, да спортуваат. За да им влезе во навика правилното држење, да се зајакне мускулатурата на грбот, стомачната мускулатура која што ни овозможува правилно држење на телото. Значи, во часовите, многу убаво се вметнати часови по физичко воспитување. И тие се ке малите дечиња 3 пати во неделата. Супер, значи, што е зголемен малку фондот на тие часови, би било добро да не се прескокнуваат, да не се заменуваат со други часови, туку дечињата, значи, во тој период, посебно и времето кога дозволува да се изнесат надвор, не мора да бидат некои, не знам какви тешки вежби, па и една обична прошетка, еден круг околу игралиште, едни обични вежби на истегнување, значи одлично ќе им дојде. Значи држењето ќе се поправи, крвотокот ќе се подобри. Значи малку ќе внесат, што се вели, воздух во телото. Така да Ама и да не забушаваат, бидејќи има деца кои што кога претежно сите знаеме, еве физичко имам, нема сега да вежбам, ќе земам, ќе повторам нешто за следниот час или ќе напишам домашно, значи да се навистина да се користи физичкото образование за таа цел за која што е наменето. Така. Кога сме веќе кај спортските активности, од кога е важно да се почне со спортување кај децата од школска возраст и според вас колку пати неделно е тоа корисно? Така. Би било добро веќе од 5 години возраст да се почне со некаква физичка активност и има, да кажам, во градот може да се најдат различни видови на физичка активност, значи дали тоа ќе биде развој на груба моторика, дали ќе биде гимнастика, дали ќе биде некој танц, дали ќе биде пливање. Значи добро е да се почне со некои побазични спортови за да малку се изгради телото, така да веќе, значи 5-6 годишна возраст децата да се дадат на спорт. Колку пати неделно? 2 до 3 пати. 2 до 3 пати, сосема доволно и секако. И секако часовите во училиште. Прошетки со родителите. Со родителите, викендите, барем да се искористат за тоа, додека и секако времето ни дозволува. Така. Сега, она што со стартот на учебната година, исто така почнуваат и систематските прегледи, кои што се обавезни. Траат, мислам дека на 2 години се систематските прегледи. Дали според вас се тие доволни, бидејќи тука се повеќе области децата се за преглед. Колку пати и од кога е потребно школските деца да одат на ортопед? Според вас? Ние ортопедите имаме еден календар, да кажам, кој што е уште од раѓање. Да. Значи во првата година имаме 3 прегледи со ехо, преглед на колкови. Потоа, после проодување 18-20 месеци, повторно имаме преглед каде што моториката, невролошкиот статус, значи повторно се прегледува. Потоа на 3 години, потоа на 5 години, и така понатаму на 2 години, 7, 9, 11. Се разбира, секако се кажува дека доколку родителот забележи нешто невообичаено, детето се жали на болка, некаков дискомфорт, нешто се забележи инцидентно, да се јават во тој момент на преглед, за да не се пропушти. Но овие систематски прегледи, иако и на 2 години, сепак се корисни, затоа што, значи, правиме скрининг. Посебно во предпубертетската возраст е многу битно токму заради овие деформитети на рбетниот столб и нивна рана превенција. Исто така, она на што обрнуваме внимание се и стапалцата. Значи многу дечиња се со рамни стапала, значи имаме некој облик на поблак, малку потежок деформитет, на време да се покажат вежби, соодветна обувка да се сугерира. Значи, во тој смисол... Ке зборуваме и за обувките малку подоцна. Сега сакам да ја прашам, кои се најчести деформитети кои што се јавуваат кај децата на школска возраст? Најчести се кифозата, сколиозата и плановалгусот. Дали тоа се лекува? Дали тоа може да се врати во првобитната
Доколку се фати во рана фаза, да, може да се лекови, да се вратиме назад. Кога е деформитетот напреднат, работиме на тоа барем да не прогредира и исто така колку што може повеќе да постигнеме некаков регрес, да се вратиме во подобра ситуација. Но за тоа треба упорно вежбање, некогаш даваме помагала, мора да се работи мускулатурата да се зајакне, не е само помагалото, мора да влезе тоа во ритмот на детето дека и во свеста дека мора да се вежба, да се зајакне мускулатурата, зашто само најмногу со активните движења ние имаме добар резултат. Доктор Марковска, за жал некако се почесто ги гледаме децата дека се навистина згрбавени, поготово на горниот дел. Еве вие ќе кажете стручно како се вика тоа. Сепак да алармираме и да им кажеме на родителите дека тоа тешко се враќа повторно така во нормално. Значи сепак треба да се превенира, превенцијата за која што денеска говориме, значи спортување, физичка активност и правилно држање на телото. Правилно држање, ранецот да биде соодветен, правилни услови за работа, значи за пишување домашно и за учење, да се направи пауза и во учењето, значи ако треба на саат и пол да се стане малку, да се истегне 50 минути, може малку да се извежбаме и дома. Не е тоа некоја голем временски период, па да се продолжи со наредните обврски, да кажем. Малку е тешко таа дисциплина да се воведе. Тешко е. Да, кај децата и треба најчесто еден од родителите да биде ангажиран со нив, значи или да ги потсетува постојано. Исправи се, немој да бидете згрбавени. Но децата кои одат на спорт, значи веќе ја стекнуваат таа дисциплина во однос на држањето и работната дисциплина и веќе само се коригираат. Така да, тоа е добриот момент, значи од одењето, од практикување на спорт. На спорт, да. Па и може и на танц, како рековте, балет. И танцот, балетот се одлични. Да. Добро, доктор Марковска, она што сакам сега да зборуваме, тоа е за обувките. Тоа е многу важно, од најмала возраст, нели? Кажавте дека на тие систематски прегледи често пати, како се вика народски, дустабанли. Дустабанли се децата. Ете така. Многу ли е тоа застапено кај нас? Дустабанли или не се децата? Па често е застапено, иако кај малите дечиња родителите доаѓаат во многу рана возраст презагрижени дека децата им се дустабан. Но имаме фаза во животниот развој каде што стапалцата нормално се дустабан, да кажам, рамно е стапалцето, дури малку навнатре газат. Но таа е позиција за постигнување на стабилност и е дел од физиолошкиот развој. И за нас е тоа нормално до некаде 3,5-4 години. Но веќе после таа возраст, доколку тоа не се само коригира, да кажам, значи почнуваме да даваме совети за поправилен развој на стапалото. Значи важно е обувката, важно е вежбањето. Порано се растело надвор повеќе, значи децата оделе боси, така да имало дразба стапалото и убаво да се оформи. Но денеска сме се повеќе во нарамни подлоги, така во кондиционирани услови. Од мали децата им даваме да, им ставаме обувки, така, топлинки за подома, нели? Така е, да. Какви треба да бидат тие, да кажеме, топлинки или можеби обувки? Какви препорачувате вие ортопедите? Значи, бидејќи сега зборува при проодување, тие треба да бидат меки во ѓончето, да можеме многу лесно со една рака да ги свиткаме. Анатомски, значи? Анатомски. Не мора да имаат влошка на почетокот, затоа што и самото стапало е рамно, а ние сакаме да ја поддржиме анатомската форма. Да бидат полувисоки во глуждето, да обезбедат, значи, стабилност за глуждот, да се затворени напред и позади, значи тоа за летниот период се однесува, да не бидат со отворени прсти, да не се лизга ноќето, се поти, да не се удираат прстињата. Значи тоа се однесува за малите деца, но некоја анатомска форма, значи битно е и добро е децата да ја имаат и во школска возраст. До која возраст? До која? До секогаш најдобро, нели? Бидејќи тие сега, тие во школска возраст, поголемите, најчесто носат, не најчесто, туку сите носат патики. Така и сега патиката нема анатомска влошка. Така, порано, многу порано, патиките има и анатомска влошка, веќе долги години наназад немаат и различни патики има на пазарот. Ке кажам дека патики кои што се со многу дебела гума цврста, значи немаат никаква свитливост, плитки исто така, не се погодни за стапалото. Патиката треба да има некаква флексибилност во ѓонот, треба да има некаква заштита за глуждот, треба внатре да има една анатомска влошка. Значи ние правиме разлика помеѓу анатомска влошка и ортопедска влошка. Анатомската влошка има благ свод, поддршка дава на стапалото. Ортопедската влошка има поголем клин,
така се изразуваме, која што ќе даде корекција на стапало кое што е рамно или кое што е Достабан, во да не е достабан, валгус, така. да кажеме. Да кажеме ете народски. така, да. Само една работа, значи балетанки и старки не се обувки за цел ден во училиште. Значи тоа не обезбедува добра заштита и комфор за стапалото. Брзо се уморува, значи тенкиот ѓон исто така дава поголеми удари, поголемо оптеретување и за долните екстремитети, за карлицата, за рбетот. Да не зборуваме дека значи такви посебно со тенок ѓон, особено за рбетот не се добри. Да. Многу убаво објаснивте. Верувам дека и гледачите убаво ќе ве разбираат. Убаво народски говорите. Сега со доаѓањето на есента. Она што ни се намалува е влијанието на сонцето и сончевите зраци. Многу важно за коските, за телото, па и за имунитетот е витаминот Д. Она што секогаш ве прашуваат родителите е кога, колку... Така, да почнеме со превенција. На која возраст? Ајде убаво да си објасниме од најмала возраст па до полнолетство, па и за нас повозрастните е важен витаминот Д. Така е. Витаминот Д не е само важен за коските и мускулите. Да кажам уште 2-3 збора. Значи се најде дека тој има и голема улога и во другите функции на организмот, во метаболизмот, во невролошкиот статус, во имунитетот. Така да, не само од аспект дека ќе имаме добар развој на коскено-зглобниот систем, значи имаме и од друга страна, значи кај што ни е Д витаминот потребен. Го вклучуваме во превентива уште од доеначка возраст. Значи, кај бебињата веќе од 8 ден се почнува со давање на некаква доза на Д витамин и тоа понатаму се провлекува во тек на детството. Порано, некако имавме став дека до 3-5 години треба да се дава во зимскиот период, па во месеците со Р. Меѓутоа климата се смени, условите на живот се сменија. Така да, се препорачува Д витаминот да се дава се додека е детето во раст. А и во раст сме до 18, 20, 21 година. Понатаму сме возрастни индивидуи, меѓутоа и тука, бидејќи денот го поминуваме во главном во затворени простори, немаме контакт со сонце, да кажам, значи се препорачува и тука во текот барем на зимскиот период да се зема некаква превентива од Д витамин. Кај дечињата... Во пролетниот и летниот период не, така нема потреба. Во пролет исто врнежливо е, знае да е значи посебно рана пролет, така да до крајот на мај најчесто даваме, се препорачува да се дава Д витамин. Почнуваме ајде септември е со Р месец, меѓутоа е сега сончев месец, уште е топло. Така да од октомври некаде до крајот на мај се препорачува да се дава превентива во облик на Д витамин кај децата. Во облик на капки? Во облик на капки и во облик на маслен раствор. Значи, тоа е витамин растворлив во масло, негова природна средина е маслото, најдобро се ресорбира тогаш, така да е најдобро да се земе како маслени капки, иако ги има и како водени капки, ги има и како таблети, но најдобриот внес би било значи како маслени капки. Така. Постои ли, доктор Марковска, предозираност од витамин D3? Може такво нешто да се случи доколку? Може во хипотетски услови. Значи, за да се предозираме со Д витамин треба големи количини на секојдневна основа да се зимаат. Овие дози што ги даваме, значи за превенција на вистина воопшто нити се големи, нити се да кажам штетни за децата, напротив, дури некогаш и родителот леле дадов една капка, повеќе случајно ми се истори. Значи за една капка воопшто не е никаков проблем, тоа се толку мали финеси во дозирањето. Можете ли да кажете еве која е препорачана доза по возраст кај дечињата? Да кажеме зборуваме за маслените капки, така, за маслените капки. Или оние пливи D3, што си ги Пливи D3 се токму воден раствор. водени се? Да. Не се лоши, далеко од тоа, значи тие си имаат своја примена, значи имаме дечиња кај што некој има проблем со гастроинтестиналниот систем, неподносливост на посебно во рана детска возраст, некогаш и на маслениот раствор. Меѓутоа, и тогаш даваме и воден раствор. И едноставно, значи знаеме ние во која ситуација што треба да се даде. Но, пак ќе кажам, најчесто и прв избор би требало да ни биде маслениот раствор на Д витамин.
Сега во однос на возраста. Значи, после година дена веќе децата примаат околу 1000 единици на Д витамин на ден во тие периоди кои што ги спомнавме. Во првата година, зиме-лете, значи без разлика, зиме-лете, треба да се даде полната доза на Д витамин. Во тој период во лето не се прекинува Д витаминот и покрај затоа што се тоа мали бебиња, нежна кожичка, секогаш заштитена со некаков фактор. Ние тие мали деца не ги изнесуваме на вакво јако сонце. Така да повторно нема тој соодветен внес и мора да им се додаде на децата. Но бидејќи сега зборуваме за школските деца, кај нив тие се веќе, да кажеме, првачиња од 20 килограми од прилика до 25, значи кај нив веќе се дава 1500 до 2000 единици. Значи посебно Кое време од денот најдобро да се даде витамин D3? Предпладне. Предпладне, значи доручек, да кажеме, за да го прими, да се ресорбира кога ќе излезат и цел ден, ете така, да би после кога ќе дојдеме во контакт, значи ќе се трансформира Д витаминот, ќе се искористи од организмот како што треба. Така. Еве сосема на крај за разговорот, пред вестите сосема кратко, една порака до сите оние родители, а и баби и дедовци кои што не следат во моментот како ортопед за школските деца. Накусо сам. Значи спортување, правилно седење, удобна обувка и добро ранче. Не мора, знаеме, децата сакаат на вистина да бидат шарени, вакви или онакви, значи треба да биде по стандард некаков за да му биде по-добро на детето и по-правилно да имаме и држење и тежината да биде добро распоредена. Така да, значи еве тие три работи: спортување, удобни обувки, правилно седење и добар ранец. Ете така. Ви благодарам, доктор Марковска, уште еднаш за одвоеното време и за вашето гостување. Не ве задржуваме веќе, бидејќи се враќате на своите работни обврски во Аџи-Бадем Систина, а ние, почитувани гледачи, одиме со вестите во 8:30. Останете со Алфа телевизија. 8 часот и 55 минути и повторно сме назад во студиото на Алфа телевизија и си продолжуваме со утринската програма Добро утро секој утро. Одиме со една навистина убава и интересна вест. Денеска петок, ден пред викенд, по месец и пол пролонгирање и одложување, денеска конечно се отвора Пивофест во фестивалот на пивото и на убавата скара во Прилеп. Инаку вечерва отворањето е со македонските музички звезди Ламбе Алабаковски и Миле Кузмановски, а фестивалот ќе трае цели 3 дена, значи петок, сабота и недела. Повеќе детали за овогодинешниот Пивофест ќе дознаеме од нашата дописничка од Прилеп, господјата Каролина Дурло. Со месец и половина пролонгирање од 20 години редовниот датум на одржување, овој викенд Прилеп ќе биде домаќин на познатиот фестивал на пивото и скарата, популарниот Пивофест. На добро познатата локација во центарот од градот, денеска веќе се поставуваат штандовите, како и бината на која во трите фестивалски вечери ќе настапат 15 познати музички имиња, домашни и гости. Започнуваме утре вечер со навистина супер музичка програма и локацијата е добро позната, ќе биде на старото добро место, околу 3000 метри квадратни од плоштадот Александрија, каде што ќе бидат поставени како информација од организаторот околу 10 штандови на кои што ќе има и различни видови пиво и скара. Годинава за прв пат организатор на фестивалот е Евент Груп од Скопје. За општина Прилеп пак, која настанот го поддржува со 1 милион денари од програмата за култура, престојниот фестивал ќе биде дополнителна и многу важна финансиска инјекција за целата општина. Ветуваат успешно фестивалско издание согласно очекувањата и на посетителите, но и на учесниците, музичарите, пиварниците, угостителите, како и воопшто на чаршијата, како во поглед на безбедноста, така и на хигиената, паркирањето и сместувањето. Институциите кои што се директно вклучени со вакви видови на манифестација се сите координирани, имавме заеднички состанок, така да навистина буквално се е подготвено за започнување на оваа манифестација. Утре вечер фестивалот ќе го отворат музичките звезди Ламбе Алабаковски, Миле Кузмановски и гостите од Србија, Тропико Бенд и Тијана М.
Ете така, убави и корисни информации добивме за сите љубители на убавата скара и на пивото. Значи викендов, петок, сабота и недела имаме пивофест во Прилеп. Сите патишта нека водат во Прилеп овој викенд, ке има навистина убаво дружење и убава забава. Сега, она што следува во продолжение, во наредниве 30 на минути, петок, ден пред викенд, веќе знаете, слободна тема. Значи може да си говорите за она што вие сакате во наредниве 30 на минути. Јас слушам дека може би веќе имам гледач на линија. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Повелете, во програма сте, слободна тема. Во програма ли сме? Да, во програма сте, повелете, господине. 3 минути. Сега вака, се слободна тема. Се зборувам јас за од каваре се јавувам. Добро. Од каваре се јавувам. Сега, ние имаме најголем проблем со возачството. Значи, најшто собрание во Кавараци, општина Кавараци, и има седница. Тие советници не расправаа за елементарна непогода за откупот на гроздо. Сега че имаме ни на 9 гроздобер. Уместо да расправаа за елементарна непогода, тие расправаа за гроздоберот. И како може? Значи, кајната имаше елементарна непогода. Значи... Добро, господине, може ли малку само тонот на телевизорот да го намалите, за да можеме убаво да ве слушнеме? Господине, може ли малку само тонот на телевизорот да го намалите? Еве за момент само. Ајде, повелете. Добро ли сега? Добро е, ако е намален на 0, одлично. Сега вака. Сега вака, уместо нашите советници да расправат за елементарна непогода. Добро. Елементарна непогода и да го извадат гроздо по реални цени. Значи ние имаме проблем со откупните цени. Добро. Значи, после бидејќи слободна тема, кога се има ребаланс на буџетот, значи она што беше медена земја, тоа е срам за Македонија. Значи агенција за филм 600 милиони евра да дава за агенција за филмот. Значи Македонија не е така богата. Значи Дорфунија тоа е пустиња. Значи Кајрата, Кордов е најголем регион на шуми. Амо може таков филм да се снима за медена земја. И со ребалансот на буџетот таму да се укинат тие пари за ваје 600 милиона евра. И така државата ќе се управи. Значи, и па повторувам сега, нашите советници уместо да расправат за откупна цена на гроздето, па и пратени си тројца имаме да барат воледна седница во собранието на Македонија. Значи, тие уопште не расправат за земјоделието. Значи, земјата е 90% необработена и затоа овие откупните цени до прво ќе растат. Добро, господине, ви благодарам за вашето јавување. 3 минути ваши измина, тоа си беше вашето размислување. Добро утро, велам веднаш до следниот гледач. Ајде, добро утро, секој утро. Добро утро и убав ден и убав викенд. Повелете. Па, тето е така некако, ама добро е. Гледам мајките со дечињава проаѓа ги носија во градинки, во училишта, добро е. Убава гледка предпоставувам, нели? Знаеш како ми беше, кој бела се јави тамо, знаеш што ни фали нас? На сите и на постарите луѓе. Детскиот жагор. Така е. На сите ни фали детскиот жагор. Па нема помило и побаво од тоа. Да. Знаеш што кој ќе додека траеше распустот, кога се поминуваше покрај училиштето, беше некако тивко и мирно. А денеска верувам дека тоа е веќе со детски джагор исполнето, баш како што треба да изгледа едно училиште, нели? Што значи тоа? Се раѓа животот. Така е. Се раѓа животот. Зашто вака кој гледаме ние постарите, ја ти реков, може ја немам дета, но внуци, паравнуци и така Тоа е моја грешка, што не одоврши факултетот, што немам сега 3-4 дета,
па макар и 3-4 жени да сум сменил, ќе ме викаат татко и така и така. Затоа ја секогаш, може ја мојата младост ќе изгубив за глупости, да не зборим каде сум бил и што сум бил, него и партиски многу изгубив овие 30 години и 32-3. Зашто повеќе ме болеше срцето за мајка Македонија отколку за мене. Такви како мене у Македонија имам милиони, надвор уште 3-4 милиона. Зошто го кажувам ова? Детскиот жагор, тоа е вистината. Вистината е таа, болна, неболна, мора да прифатиме. Затоа ги слушам сега на предизборнава кампања која одат овие од СДС. Тоа е интелигенцијата. Не ви дозволуваат на вас, новинаите, да им поставите прашања. Знаеш зашто не? Зашто нема ништо напишано. Зашто тие се научени напишаното, овие 7 години, да го читаат еден по еден, да го повторуваат секој ден, еден по еден, секој каде и да одат, на телевизии, на било кој, истото е напишаното. А вака, индивидуално, ако застанете, кој си ти да ме прашуваш? Зашто нема, интелигенција нула. Тоа беше Зоран Заев. Ако треба, ја ќе поставим во оваа држава глуп до глупов, ова што сум го научил и ќе го терам. И го тераат. Затоа така ни оди работата. Отворена, да не зборим, у Академијата на науки, како се вика, сега не знам поново, кај што се научниците... МАНУ, Македонска академија на науки и уметности. Да. Донесува двајца, тројца. Камбоски, еден глав, како се вика Фити, и еден Албан. Кој, вака, ако ги анализираме, поединечно еден по еден, ќе видите што има заслуга тие во Македонија за да станат научници. Добро, ви благодарам, господине, за вашето утринско јавување. Добро утро, велам веднаш до следниот гледач. Добро утро, Ирена. Добро утро, тетка Љубица, така? Поздрав од Прилеп, да. Како сте ни? Па да речам добро, како стари години, стар човек, така. Фала му на Бога. И убаво ми звучите, имате навистина убав глас. И да, гласом ми е таков предпознан. Таков ми е гласом, Мил. да сум баш добра, не сум. Меѓутоа секој сабајле велам, фала ти Господи што се разбудив жива и здрава. Така е. И сите да си се разбудат живи и здрави, здравието е најважно од се. Точно така, тетка Љубица. Па јас, бидејќи денеска е прв ден, му пожелувам на сите дечиња што ќе заодат на училиште успех, се најубаво. Меѓутоа не знам како ќе заодат без книги, учебници, без ова што треба да учат, немаат книги, јас не знам како ќе учат тие деца без книги. Тоа ми е многу чудно, тоа цела година би ќе се пролонгира и сега пак на прв ден да се нема книги. Навистина мислам дека е една голема одговорност тоа. А кој е одговорен за тоа, тие си знаат, не сакам многу да зборувам, меѓутоа сепак не е убаво, јас сум учела средно медицинско без книги. Тоа е многу тешко со скрипти, па фаќа и белешки, па препишува и така. Толку да кажам. Во врска со Пивофест, па секој кој што е добронамерник нека повели, нека дојди на Пивофест во Прилеп. Меѓутоа јас мислам, без разлика што јас остарев, јас одев секоја година на Пивофест, така, тука седам во центаро и ќе се прошетат. Меѓутоа што се оставаше за тој Пивофест, само може да кажа тие што живеа во средина, во центаро на Пивофест, макар да во центаро на Прилеп, макар да луѓето на Сабајле чисте и се, меѓутоа се една ужасна реа се осеќаше кој што ќе стасаше тамо, ќе одеше, имаше можеби и клозети некои импровизирани, поставени и се, значи голема замерка. Пушто не ми е јасно зошто годинава го закаснија Пивофест. Зошто една манифестација која се одржуваше на тој и на тој датум сега се пролонгира. Никако тоа не ми е јасно, воопшто не ми иде во глава. Што да кажам? И трето да кажам, Ирена. Вчера видов на Фејсбук како фатиле крадци на дрво. Не го оправдувам тоа, Ирена, јас, што краделе дрво. Меѓутоа луѓето се борат за екзистенција. Што би му направиле на некој човек ако украде еден лек или да украде лек од аптека што му треба, а не се од пензија? Еве, например, рачуно дека ќе земи пензија на 25 на 26,
Па дошол до динар, нема ни да си купи ни летни ништо, а тоа му треба. Што ќе му направат на тие луѓе? Дали треба да ги осудат? Тие или некои што енормно нон-стоп ги слушаме, кај што земаа милиони и милиони и земале и никој за тоа не одговара. Никако не ми иде тоа во главата и никој пат и дури ќе остарец не можам да го сватам. Ви благодарам, детка Љубица, многу за вашето утринско јавување. Ви посакувам убав ден и убав викенд да си имате. Ете тамо во Прилеп, како што кажавте. Еве апел до надлежните, значи да она што сепак ќе се остави после фестивалот, да се исчисти, да се среди како што треба, бидејќи вие рековте живеете во центарот на градот и сепак после тоа она што следува е некако, како рековте, неподнослива миризба, меѓутоа ете, тоа е традицијата на фестивалот. Се надеваме дека оваа година се ќе биде како што треба. Добро утро. Добро утро. Добро утро, повелете. Го поздравувам албанецот во првиот дел. Убо кажа. Дај Боже сите албанци да се како него. Иначе, од тоа, партиското, личното, ја рушиме Македонија. Никако да се врзиме за татковината, општиот интерес. Малата глупост може дури и симпатична да е. Да не натера да се насмееме. Нажалост, жалостна, тешка состојбата е во Македонија. Од тешките злокобни глупости, рак рана на слободата, на убајната, а со тоа на слободата. Од што се нема љубов, душа, без нив и знаење се нема. Македонска катастрофа. Катастрофата во Македонија е во два правци. Едниот е кон човекот, од било и која нација да е. Другата е разнебити суење на македонското. Ниту трага од македонството да не остане. Чекор по чекор тоа се прави. Со намера планирано. И од нелюбов и незнаење кон своето. Срамно, невидено срамно, ниско постоење. Македонецот лесно се претопува во се и се што само комоција да е. И мојот мил Охрид не личи на Охрид. Од урбан хаос, од било кој хаос. Хаос и од било кој хаос не личи на Свети Климентов град. Скоро се нехумано ни е, не нормално ни е. Нашето обезличување го има и во сега века. Дали не сте тука? Се уште, господине Здравко? Тука сум, бидејќи ова на брзина го имаш картано и не можам да се снајдам. Добро, да. Чекај. Може, повелете. Нашето обезличување во име на човештината, демократијата, се прави од Европската Унија Америка. Нашле, осото ни малку отпор не даваме. Македонското во туѓи душмански раце ни е прелуѓе. Благодарам. Ви благодарам, господине Здравко, за вашето утринско јавување. Ви посакувам убав ден и уште поубав викенд. Добро утро. Добар ден, поздрав до вработените во телевизија Алфа, поздрав и добро намерните кои што си ја сакат Македонија и сакат да се зачува Македонија да се биде пак како што била и пред тоа. А многу ме е чудно кога ќе чувам некои што се јавува дека некој нешто прочитал, кажал, а тоа му го дело на бугарите, а не кажуе
Заев тоа што го кажа во Бугарија на таа бугарската телевизија дека сме бил народ, па историја сме краделе, бугарска била историја, па треба да се избрише тоа на спомниците што пише бугарска фашистичка рака го убил тие борец. Тоа не го кажува Пендаровски што кажа дека Гоце Делчев бил бугарин и дека некои други, но онај Денко Малевски вичи не знам и дали е жив, што кажа дека сме биле бугари, па Гоце Делчев бил бугарин, па Климент Охридски бил бугарин, па што ја знам, други работи кажуваат само да не побугарат за грст пари. Тоа не го кажува, туку кажува за некој нешто што кажал. Значи, тие се деца на ѓаволот што се од страната на СДС. Толку многу зло изнаправија на Македонија и на македонскиот народ. Еве само од кавадарци, дали од што им е убаво 10.000 луѓе се имат иселено од кавадарци во Германија, Италија и во други држави одат да работат, па дури и у Америка има кои што отидоа да работат. Дали од што им е арното, од што имат убав живот, од тие живот што им го обеќаше Заев дека ќе има живот за сите. Ако има живот за сите, нема да бегат од тука. Само од кавадарци кога толку избегаа, па што останало од Скопје или од другите градеви. Значи, толку многу бега народ, толку многу е разочаран и кога ќе каже некој дека овие се добри, па толку добро да најде тој што мисли дека овие се добри. Овие се најголемото зло што се сега на власт. СДС, стално кога е на власт, стално народот писка, стално лелече, стално овка, стално има неправди кон земјоделците, кон сточарите, кон пензионерите, кон секој има неправди, секој страда од Лука до Патарица, сите страдат. Значи толку многу големо зло прави СДС, така да не треба веќе таа партија сатанска да постои, туку треба да се уништи и да се забране, исто како во Грција таа Златна Зора или во некои други држави што ги има тие фашистички организации, во Германија што има некоја партија фашистичка од времето на Хитлер. Тие такви партии што не мислат на народот, што гледат само како да го плячкат, како со народни пари да прават кампањи, да трошат пари за пензионерите, нема да им се покачи, а за ни има 78% да се покачи. Тие што ги подржуваат, значи тие се деца на ѓаволот. Добро, ви благодарам, господине, за вашето јавување, слободна тема. Значи, може да се зборувате за што сакате, ама ве молам да си внимавате сепак да внимаваме на вокабуларот, да се сепак ова е телевизија, не гледаат сите, почит кон себе, почит кон сите кои што не гледаат, да имаме малку, како што доликува речник за медиум. Пред да го вклучам следниот гледач, сакам да прочитам уште еден настан кој што ќе се случува на 3 септември во недела. На почетокот на новата учебна година и враќањето на дечињата во училишните клупи, општина Аеродром во соработка со Капитол Мол повторно го организира традиционалниот Back to School настан. Настанот кој освен забавен, ќе има и хуманитарен карактер, ќе се одржи на 3 септември, недела на платото пред трговскиот центар Капитол со почеток во 18 часот. Оваа година подготвивме уште една хуманитарна и забавна манифестација. Низ богата забавна и музичка програма ќе уживаме во настапите на македонски и локални артисти. Општина Аеродром ги поканува сите граѓани заеднички и на убав начин да го одбележиме почетокот на новата школска година и со поддршка за лекување на Лео, уште еднаш да покажеме дека Аеродром е хумана општина. Добро утро. Ајде, добро утро. Добро утро, повелете. Видите, за овој парламентот више аманно тие пратерици. И од СДС, и од ПБР, и од ТУ, и од сите. Само си гледат за лични работи. Што еднаш не речат аман, 70% не го сакаме ова. Народот е сирова, не го сакаме. Зошто? Они добро плати зимат. А што работат во тој парламент, бе? Само за некоја партија, која дојде на власт, само за таа гласат. Како ќе речат тие, едните, и сите дигат рака за тоа. Аман од овие партии, да се тргнат и сите партии, да се направи една изборна единица и да има парламент, на парламентот да биде на Народна Република Македонија. Народна Република Македонија. Да не на партијски.
и цел народ да види исто, дали албанци, дали роми, дали македонци, сите да бидат и да се гласа за личност, а не за партија. Од тие партии преко глава ли е дојдено више, се јавам од Кучевишка бара. Абе, 6 километри сме до градот. Кога ќе пред избори сите партии доваѓат тука, обечат, ќе направиме ова, ќе направиме. Абе, немаме канализација, бе. Абе, канализација немаме, бе. Кој 21 век сте, бе. Стравота е да немаме канализација. По селата има тамо у Словенија и на други места. Секаде има одвод, довод, свег. Овде нема ништо. Абе, комарци не изедува од тие септички јами. Од тие септички тука најмногу се произведува од тие комарците. Само среќа име малко, бидејќи на северна страна се наоѓаме ние, ако некој не знае Кучевишка бара, тоа ќе гробиштата. Кога ќе дувне ветерот, па фала Богу, натаму и во градот ги носи тие комарци. Абе, дај и таа Денела, кога доаѓаше овде вака, обечаше, ќе направиме и одвод и ово, бидејќи ние се наоѓаме меѓу две општини, Мирковци и Бутел. А во едните гласаме во Бутел, а данокот се плаќа во Мирковци горе, во општина Мирковци. И сега ние сте како слепо црево овде, бе. Абе, дај нека се освестат овој народ, ќе фалиме некоја епидемија овде, бе. А таа се пренесува, ќе се пренесе и низ градот и ово. Затоа апелирам. Дај и Даниела и овие 20 градоначалници од Бутел и од Мирковци да се сложат, да се направи одвод, бре. Немаме до Бутел, имаме километар и пол. Одвод да се направи. Да имаме услови за живење. Ви благодарам, господине, за вашето јавување. Еве, ќе искористам оваа прилика додека го вклучиме и последниот гледач. Само уште едно подсетување дека денеска се врши исплата на августовските пензии. Сите вие кои што имате дебитни картички, може да си ги подигнете средствата од банкоматите и да си ги користите низ трговските продавници ширум нашава држава. А сите вие кои што ги подигнувате пензиите од шалтерите, до 14.000 денари денеска може да си ја подигнете пензијата, а во понеделник пензиите над 14.000 денари. Ете, тоа е соопштението од Министерството за труд и социјална работа. Убава вест за сите вас пензионери. Добро утро, велам веднаш и до следниот гледач. Добро утро и добро е што сум последен ден. Ајде, повелете. Сега. Добро утро и ви посакувам вам, на сите печалбари кои што ме поздравуваат, и кажува преди и презиме, но ово што се прави во Македонија е народот треба да застани, да направи еден жив зид и ово племе од парламентот да чистера без разлика на вера и нација. Немојте да обвинувате вера нити нација, обвинувајте непријатели, бездушници. Тие изедува Македонија. Кога мене ме отераа надвор од земјата на 21 година, ме отераа на модерен начин, а сега и се враќам на 80 години, сите заби ги имам и не и се плашам од овие демокрации. Така да само да кажам нешто ме боли многу. Ги молам сите печалбари, ги молам сите македонци, дека прошетат тугината па да видат колку ја сакаат татковината. Од овде да лајнеме како кучиња врзани во јасли, односно како телиња во јасли, а како кучиња во колиба, лесно е. Но нека поминат надвор да видат колку е ефтина таа пара да се печели. Животот ни заминува, а се и носиме овде во Македонија, кај овие блесави луѓе кои што не мислам да народот. Овие блесави политичари отворено зборувам, нека ме тужат слободно да ги го кажем и тоа, дека не се луѓе, крвојаци, крвопици се, и нека застарат малку да си стават прсто на глава. Доста со тие демагогии. Доста со тие што не се женат па напаѓаат двери и нации Србија, пести, не знам што. Доста со тие што не ја сакаат Македонија во живо, а ја сакаат да бегат надвор. Ете, ја бев надвор па се враќат тука. Господјо, почитување имате сите вие, ја ве жалам многу, затоа што не можам да ви помогнам. Но дајте ми 3 месеци време јас да ве поведам, па да видите како ќе стане на Швајцарија. Веднага да се врати имањето од каде е земјено, да се стави таму од каде што е земјено, таму се врати.
ќе се смеат мнозина на овие зборови, но тоа е вистината. Многу ми е жал. Поздрав многу, поздрав и уште дршка. Се најубаво. Добро, господине, ви благодарам за вашето јавување ова утро. Ви благодарам на сите вас кои што ни се јавивте и сите вас кои што не ни се јавивте, а не следите од дома, од пред вашите мали екрани. Ви посакувам добро расположение, убаво здравје и секако повторна средба ќе ви закажам веќе утре. Меѓутоа сабота знаете дека почнуваме од 7 и траеме се до 10 часот. Заедно со вас ќе бидеме јас и Ивана. Ви посакувам убав остаток од денот. Останете со програмата на Алфа телевизија и уште еднаш на сите основци и средношколци и поготово на првачињата им го честитаме стартот на учебната година. Останете со Алфа телевизија.